Процедурите за регистрација за нашиот нов играч, појачувањето Елис, се завршени. Веќе на наредниот надпревар трето коло, односно четврто коло во македонската прва лига. Дерик ќе биде во состав на екипата на Борец баскет. Надпреварот се игра во сабота во Струмица во 18 часот. Тоа е против екипата на Ролинг од Струмица. Тоа е, да не кажам, втората екипа на Струмица, меѓутоа со доста квалитетни засилувања и се надам дека Дерик во овие 3 дена ќе успее да се аклиматизира, бидејќи имаше долго патување од Соединетите Американски држави, долг лет. Синоќа го направи првиот тренинг со екипата, се запозна со екипата, а денес веќе продолжуваме со тренинзи до петок. Се надам дека брзо ќе влезе во шемата, во акциите и дека во сабота достојно ќе го презентира сиот свој талент и баш заради што и е донесен во Борец како појачување на позиција плеймейкер. Започнавте со 2 порази. Кои се амбициите во понатамошниот дел од првенството? За жал ситуацијата со почетокот на сезоната, не поради наша вина, бидејќи беше салата зафатена со концерт. Првото коло наместо на домашен терен го игравме на гостински терен. Екипата беше ослабена без присуство на сите играчи на двојна лиценца. Оние појачувања кои ги земаме секоја година од кавадарци, че тоа е Чадамов и Нестеровски. На тој надпревар, а и на следниве надпревари, се уште не ни е присутен најдобриот играч, Стефан Митрев, кој има проблеми здравствени со коленото. И за жал и еден од најискусните и иконата на Борец баскет, Петар Виларов, е исто така повреден и тој не настапуваше на овие на 2 надпревара. Се случи така да мора 2 надпревара да ги играме на гостински терен. Игравме против 2 најголеми фаворити во лигата, тоа се Соколи од Штип и екипата на Струмица од Струмица, кои имаат високи амбиции оваа сезона. На првиот надпревар несреќно го загубивме, се државме до последната четвртина, меѓутоа недостатокот на играчи, на свежина во екипата доведе до тоа да на крај го загубиме надпреварот. На следниот надпревар во Струмица веќе бевме, што се вика, истрошени и сериозната екипа на Струмица не совлада со висок, значи загубивме со висок резултат, меѓутоа амбициите. Првите разговори што ни се во клубот со мојот колега Васко и со Коки како тим менаџер на клубот е да влеземе во разигрувањето, а тоа значи да бидеме во првите 4 во групата Исток, односно во првата група на првата лига. Знаете дека првата лига брои 13 екипи, од кои 6 се во нашата група и 7 се во другата. Сега не знам, мислам дека на крајот останавме 6 со 6, 12 екипи. Значи не треба да бидеме пето или шесто пласирани во групата. За жал, ждребањето се одржа со носење на резултатите и пласманот од минатата сезона и ние влеговме во група на екипи кои имаат високи амбиции, за разлика од другата група каде што повеќето екипи се настапуваат со млади играчи. Целта ни беше оваа сезона да влеземе во плейофот, па што ќе биде понатаму ќе видиме. Целта ни беше да преку во оваа сезона покрај засилувањето, покрај поискусните играчи кои ги задржавме, тоа се Штериев, Суат Карталович, Виларов, Стефан Митрев, да ги ставиме, што се вика, во оган и помладите. Тоа се деца родени 2007, 2008, 2009 и веќе на првите надпревари тие настапуваат и се дел од првата петорка. Тоа се играчи кои оваа сезона во младинската М18 лига немаат пораз и не знаат за пораз. Многу работеат целото лето, многу напредуваат, меѓутоа мора да бидат подкрепени со овие поискусни играчи. Се надевам дека и Елис и во почетните разговори со него, уште кога се допишувавме, има желба менторски да настапува во Борец, да ги обучува младите категории, да помага во развој на некои нови плеймейкери, некои нови играчи кои ќе ни помогнат во иднина да ја вратат кошарката на местото каде што заслужува. Борец долги години не е настапува во највисока конкуренција и е штета за еден град, за една сала, за една публика, како што е Велешката.